Као например да продолжам. Значи како например во среда пишуваш на табла, ти дошло од пливањето нешто си почувствувал дека сакаш пливање најмногу, дека е најубаво, дека е најдобро и дека и најсреќен си. И сега ти така беше и пишуваш на тоа, јас сакам најмногу пливање и се пишуваш својата спортско љубовна приказна за пливање. Затоа што тоа ще фати и момент за пливање. Ме разбирате, значи и така ми се менува. Значи среда пливање запишуваш дека сакаш најмногу, па четврток математика, па после петок цртање и боење, па сабота шах, па недела пеење, па понеделник читање. Ја не сакам да бидам на 10 работи цар за секојаш. Сакам само на една работа да бидам цар, од спорт и друго. И сега значи така беше. И сега тоа ми се менуваше секој ден. Среда пливање, после математика, па сабота цртање и боење, и јас не сакав така да биде, а тоа ми е само за моментот. Јас експерт, не знам, некого прашав, викам, верувам во тие сили надприродни, дека може да ми кажеш дека знаеш дека е тоа, и дека може да ми кажеш што сакам најмногу, и вели само вика ти не сакаш, вика, ништо ако не ти доде моментот, вели. Значи се за момент. Значи овде нема ништо, како да речеш, вистина да е најсериозна, најправа, најточна, највистинска вистина, најсериозна, најправа вистинска љубов и најправа и највистинска љубов. Значи не може да ми речеш дека само за моментот ти е, вели. А вика тоа што сакаш и на вистина од секојаш, од кога си роден, вика секојаш што сакал најмногу од спорт и друго, и што си бил ти најмногу од спорт и друго, од секојаш, вели може да е тоа малку повеќе од сите овие нешта, ама вели не мора да значи дека е тоа. Може и тоа значи може и тоа да биде премногу малку. А јас кога ќе земам читање, например да читам, и кога ќе отворам книгата, кога ќе ми заинтересира да читам, кога ќе отворам книга, гледам вака книгата и викам, па јас ова го сакам, ама како го сакам? Не го сакам воопшто, треба премногу малку. Значи, тие сите можни спортови, сите можни друго што е, сите можни друго. Значи, сите тие ги сакам премногу малку, сите тие ги сакам. Вика, не е ништо најмногу. Може вика да е најмногу, например, вели цртање и боење, мислам дека може да е најмногу, затоа што боите она убава маѓијата, најсилната, најубавата маѓијата фаќа, и тоа мислиш и викам леле, кога ќе видиш боите селичките во боја пред Нова година, например во трговски центар кај што ќе одиш, кога ќе видиш тие сјалички во боја, се чувствуваш многу убаво, многу преубаво, се чувствуваш најубаво, најсреќен си, и така, значи најсреќен си, најубаво се чувствуваш и најзадоволен си. И таа магијата, најубавата магијата фаќа, и таа магија псува, и после мислиш на боите, мислиш на молив, ама треба да ти трае. Што е проблемот кај мене? Проблемот е кај мене што не ми трае. Значи не ми трае. Сега ќе речем, сега вака снимам сега видео, така? Узборување, ќе ми боца нешто од спорт, ќе речем леле кукубо, ќе речем леле кукубо нешто ме фати, најубаво, најсреќен сум, најубаво ми е, најсреќен сум јас во најубави драј, леле знам што сакам најмногу од спорт и друго за секојаш, и знам што сум јас најмногу од спорт и друго за секојаш, што сум бил, што сум и што ќе бидам за секојаш, и го кажувам тој збор, и после не поминува една секунда до завршетокот на таа една секунда, нешто друго се менува. Значи, ништо вика не е навистина најмногу, вели, дека имаш вика проблеми, вика многу. Викам знам дека знам дека сакаш да се одлучиш, сакаш да знаеш дека сакаш да видиш што си, ама викам
вели не можеш да видиш затоа што вика премногу малку вика сакаш се, вика не е ништо вистина. Значи ти вика не си таков, ти не си спортист вели. Ти би го сакал шахот најмногу, така? Може, за секојаш. Ама видите сега, значи ја имам премногу проблеми. Значи кога тие проблеми сите што ми се одсекуваш, кога ќе ми се решат и кога ќе ги немам тие проблеми, никош повеќе, нула, тогаш самото ќе ми дојде. Значи самото ќе ми дојде без ја да го викнам, без ја да го повикам, без ја да речам што сакам. Ќе речам што сакам најмногу и што сум јас најмногу, ама као ќе самото вика само почека вика тоа ти викам од може од многу причини и фактори вика што ти е така. Прво вели дека сум малку болен, вели малку ти вика тоа од болеста. Мене ми рече еден човек ми рече вика малку вика тоа ти од болеста вели што не може да се случиш ова што не сакаш па сакаш па не сакаш. Вика тоа вика природно вика си таков. Природно. Вика природата ти е малку крива, ама вика нема што да се прави вели. Мора да почекаме да потрпиме малку. Господа дојде, да не биде серај, да дојде тоа најубавото време за секојаш и да се случуваат најубавите нешта за на студиото за секојаш и така и ќе биде. Ќе се случуваат само најубавите и најдобрите нешта на студиото за секојаш. Тоа е рај. И ќе бидеме вечни, нема никош да умреме ни луѓето. Значи вика почекај малку, вика он доаѓа, Господ доаѓа и вика секој проблем ќе ти биде решен, секој. Значи значи така. И сега така беше со работите и сега така почна ги гледав така сите ми доаѓа сите тоаш еднаш кога поштев бев од дневната беше многу убаво, топ беше, многу јако. И после пуштив на ова на МТВ што беше тоа македонски народни приказни од 1991 година. И сега на таа шпицата што е на крај на музиката има песна на завршетокот на приказната као мрзливата жена и метлата. Тоа беше таа приказна. И јас се гледам и ми се засвиѓа музиката. Реков леле многу убава музика, викам ова е многу јако. Сега и ја не ги викнав реков леле многу јако и ми се појавија спортските и друго цареви. И реков со песната со сето тоа беше многу јако, се побрзано беше. Беше многу јако, многу добро и реков и почнав да плачам јас. Почнав да плачам. Изразување на таква емоција е многу убаво, многу среќа. Тоа значи многу голема среќа. Тоа значи кога ти е многу убаво, многу голема среќа и така. Значи кога ја пуштив таа песна на таа приказна, ми дојде вака ми се појавија цареви и ја викам нешто ми рече вика некои вика цареви се тажни вели. Сите други цареви што ти си ги што не си ги одбрал, што си го одбрал само твојот царот на тој спорт, не кажам што е. Мислам шах, ама добро, нема врска. Вика сите други спортски цареви се многу тажни, премногу тажни. Ај напри кажи на сите дека пример на царот на цртањето и боењето, кажи му дека ќе црташ и ќе боиш, барем еднаш два пати во неделата. Па после царот на читањето, кажи му дека ќе читаш книги, барем два пати во неделата. И така, и реков, да, така ќе биде, реков. Да, така ќе биде, немојте да бидете тажни ваше височество. Реков, немојте да бидете тажни ваше височество, ќе читам книги, тоа на царот на читањето му го реков. Царот на пеењето, реков, ќе пеја малку. Па после царот на цртањето и боењето, реков, ќе цртам и ќе бојам ваше височество. Немајте гарес, ќе ве направам среќен. И така реков, значи од се помалку реков дека ќе правам, од се помалку, за да бидат сите тие цареви, спортски цареви среќни, да не ги гледам тажни. Или со мака, или со тешкоти, или со тага, или со разочарување, значи да не ги гледам така и нема ни да ги гледам. Мислам, тогаш така, јас ќе си одберам само една работа, не дека нема,
Јас веќе одбрав една работа, тоа е шахот. Сакам за секојаш да биде шах, да бидам царот на шахот за секојаш и да не одам, нема за мене школа, нема за мене ништо, ни работа, ни школа. Јас сум цар на шахот. Ќе се распрашам малку како е тоа. Ќе се распрашам што треба да направам, затоа што кој играв шах една апликација, ми излезе кралот на шахот. Имаше круна, спортска шаховска круна и вака беше, со рацете скрстени и беше во мантил, во царски, како тој мантил, царски мантил и вели, ми кажа, вика, јас сум I'm the king of the chess, и викам, да. Значи, јас ќе бидам тој новиот што е цар на шахот. Значи, за секојаш. И така, значи, така почна со тоа, па после, значи, почна царевите тука да ми бидат, јас слушам нешто, па слушам музика и као кажувам, тука ми се као царевите, на спортот, велам тука ми се царевите на спортовите и друго, и велам јас сум најсреќен, јас сум најзадоволен, и реков, и така секој ден почна да биде така, и така почна. Значи јас прво започнав, јас многу сакав шах, па така беше, па ваму таму. Овде бев, слушав нешто, телефонот ваканувал се, влегов во филм и после тука ми бе и викам, леле, јас сум најсреќен, викам, леле, каква награда сум добил јас од Бог, затоа што за сите тие маки што се изнамачив за оценките и за дружењето и за тие кав ги расправи и лутина, вели, ова ти вика, тоа е најубава награда. Вели, ти беше многу добро дете, многу мирно дете, многу повлечено дете, беше многу културно дете, паметно дете, многу силно дете и така, тоа беше. Ајде продолжиме.